Секојдневно се служиме со атрибутот убаво и грдо кога означуваме човечка убавина или означуваме нешто од нашето секојдневно обкружување, зборуваме за тоа колку природата е убава, а исто така за убаво и грдо означуваме и некои човечки карактеристики, односно личност на некој човек. Се вели дека убавото и грдото се најуниверзални атрибути, токму заради тоа што можат да се спроведат во означување на сите познати нешта. Но исто така факт е дека денеска уметноста е таа која што го чува и го задржува убавото, па се почесто кога зборуваме за убаво, зборуваме за убавото во уметноста. Секако, уметноста го нема целосниот суверенитет врз убавото, некогаш можеме да зборуваме и за естетика на грдото, но како да препознаеме убаво од грдо и зошто е важно да разликуваме убаво од грдо и да изградиме стабилен естетички суд и стабилен естетички вкус, разговарам во денешната емисија Мој збор со професор доктор Лазе Трипков. Останете со нас и проследете го нашиот разговор. Голема чест и задоволство имам да го угостам Лазе, мојот драг секогаш соговорник. Имаме навистина широк спектар на теми и избор на кои можеме да разговараме, да дискутираме, да водиме дебата, да се согласуваме или да не се согласуваме. Тебе те знаат повеќето како професор по графички дизајн. Кога те угостувам во моите емисии, радо барам со тебе да говорам малце повеќе за оној теориски дел за уметноста и за сите категории кои што ги содржи уметноста, затоа што мислам дека ми ја даваш таа можност со една метафизичка сонда да продреме во некои теми кои што нам можеби ни делуваат секојдневни, површни, тривијални, незначителни. Меѓутоа, гледачите кога ќе се запознаат и кога ќе нурнат во значењето и во смислата на овие теми, сваќаат колку во суштина е важно да разбереме зошто е потребно да разликуваме убаво од грдо, зошто е потребно да имаме добар вкус за уметност и така натаму и така натаму. Па поради тоа и денеска водам разговор со тебе на тема убаво и разликата помеѓу убавото и грдото. И еве како воведно прашање, Лазе, ќе ти го поставам прашањето за која е поентата, зошто треба да разликуваме убаво од грдо, добро од зло. Тие се некои историски антиподи кои што се наметнуваат во скоро сите вредностни системи. Меѓутоа денеска сме исправени пред тешки етички одлуки. Ми се чини дека тие вредностни системи како да се замрени, како да веќе немаме изострен, истенчен осет за тоа што е добро, што е лошо, што е убаво, што е грдо. Зошто е важно да разликуваме убаво од грдо? Пред се да ви се заблагодарам за поканата, секогаш е задоволство да се разговара и на малку по-комплексни теми и секако и на интересни теми за вас и вашата публика. Да ви посакам добре дојде на нашиот факултет. Ова е иначе ателието кое што го користиме за цртање, часови по цртање и сликање. И верувам дека ќе уживам со ист интензитет како што беше нашиот претходен разговор. Кога ја добив поканата за да се видиме повторно, очекував дека ќе има одредени прашања кои што ќе носат таа тежина која што во неколку наврати во претходниот разговор нели ги начнавме па ги дискутиравме. Меѓутоа јас тргнувам секогаш лично од себе и тргнувам од мојата пргавост која што можеби делува смирено во одредени моменти кога разговарам, меѓутоа доживувањата лично на себе секогаш ги манифестирам како некои искуства со кои што манифестирам одредени ставови. И тука сакам да дадам еден пример пред да одговорам нели на убавото и лошото. Татко ми секогаш ми викаше: "Зашто не ме слушаш, учи од моето искуство." Веројатно сум сакал да го искусам тоа на тебе, на себе, затоа и сум повеќе лежерен во однос на спремноста да променам одредени искуства, меѓутоа исто така да пробам и да видам дали од другата страна или во друг некаков даден проблем не директно врзан со мојата професија, дали би пронашол некое можно решение.
Па така и нели проблемот на убавото или на грдото и она што вие од една страна како уметник или како човек кој што се бави со едуцирање на млади поколенија може да ја сватите, да го сватите убавото или да ги сватите предизвиците кои што го носат убавото, меѓутоа длабоко во себе содржат многу сериозна грда една особина и карактеристика и влегувањето во психологијата, самата психологија на нештата е практички спознавањето на другиот, односно спознавањето на себе преку другиот. И она што го истакнувам најмногу е делот кој што мене лично ме засега, ако сакам да создадам подобар свет за моите деца, тоа што треба овие генерации да ги обучам за да утре заутре кога ќе бидат директори негде да може да пренесат соодветно знаење и искуство. И тоа е веројатно грдото, заради тоа што секогаш вие се соочувате со одредена бариера на општеството и она што времето го носи. Значи, сега тоа е сегментот на образование, сега во сегментот на уметноста се соочувате секогаш со одредени предизвици кои што вашето обкружување, нели, најблиското обкружување, па малце поширокото обкружување, па таму и стручната јавност и професионалната јавност, па и блиските и подалечните колеги го носат во себе и секогаш сте изложени вие на одредена критика или размислување. Тоа е убавото, заради тоа што во целата таа констатација вие да добиете одредена критика е нешто што е многу значајно и ќе ве води понатаму. Сега во однос на општествениот дискурс, а тоа е каде живееме ние и каде се наоѓаме, и ќе го земам Скопје како пример и ќе го споменам Скопје 2014 како еден општествен дискурс за тоа зашто Скопје 2014 е грдо наспроти она што го имаме сега, а тоа треба да биде убаво. Се сеќавате многу добро веројатно на сите оние дискусии, теми кои што се елаборира и ставови и тврдења, да денеска имаме ситуација да тоа грдо, кое што е во фаза на уште погрдо, заради тоа што полека се разрушува, вие гледате дека од другата страна немате некој сегмент кој што може да парира на грдото за да може да направите споредба дали нешто било убаво или добро. И сега естетски анализирано, ние се соочуваме сами себе си со дилема дали нашите ставови од 2014 година, 2016 година биле комплетно исправни, за да можеме да истакнеме една генерална перцепција или еден генерален став за тоа каде се движиме ние како држава, наспроти она што го имаме сега, 7 години подоцна, за да дискутираме дали убавото преминало во грдо. Сега, грдото, за жал, е станало наше секојдневие, не само во однос на аспектот на тоа што ние го прифаќаме, односно го гледаме или одлучуваме да го исконзумираме, меѓутоа е и она што ни го наметнува општествено-политичкиот живот во Македонија, за да можеме да продолжиме да се бавиме со одредени проблематики и теми, за тоа да не ни прерасне во некаков вид на траума или обсесија, иако потајно мислам дека многу е лошо и погрешно сето ова, заради тоа што оние кои што и малку, да речеме, имаат искусено за одредени естетски вредности, на основа на тоа го базираат и моралниот свој став и пристап и сваќаат дека моралот е некоја вредност која што ти треба да ја носиш, нели, за да можеш да изградиш одреден став, меѓутоа моралот не треба да биде поставена категорија каде што во ред, јас кога ќе дојдам, јас ќе крадам само до 10.000 евра, заради тоа што таа е границата каде што моралот, нели, и религијата ја контролира. Сега не знам дали одговорив прецизно, меѓутоа еве како некој вовед во нашиот разговор, лична моја некоја размислување или согледување. Така, опфативме многу сфери, морам да кажам дека и овој разговор, како што на самиот почеток кажав, ќе биде малку воопштен, ќе мора да се кренеме во некоја абстракција за да можеме нели да зборуваме за вака универзални абстрактни категории како што се убавото и грдото, доброто и злото, еве како некој тип на хомоними или синоними како што ги задначуваме и во нашата секојдневна пракса и дејствување.
Оно што сакам да те прашам како следно прашање е чисто, еве јас во рацете ја држам твојата публикација за која што можам да кажам дека е убава дизајнирана, дека е убава и тој епитет и атрибут на убавото го припишуваме на многу работи, еве на книги, на предмети, на објекти, појави од природата, некогаш зборуваме за убави луѓе, за убави манири во однесувањето и така натаму, меѓутоа тоа е некое конкретно или микрорамниште каде што го применуваме атрибутот на убаво. Ми се чини дека убавото е малку поуниверзално. Денеска, за жал, е такво време како што потенцираше и ти поради сите општествени случувања и околности да убавото го бараме исклучиво во уметноста. Дали е тоа некоја погрешна предпоставка дека убавото се крие само во уметноста и дали уметноста е контаминирана малку повеќе денеска со грдото одо што или идеалтипски треба да изгледа и дали убавото треба да го изедначуваме и со другите сфери и сегменти од нашиот живот, да го пременуваме и со поголема сувереност да носиме можеби естетички судови за тоа што е убаво, што е грдо. Мислам дека ќе ми биде малце тешко да одговорам прецизно на ова прашање, бидејќи е повеќе констатација, заради тоа што се согласуваме со генералното размислување, односно она што ние го перцепираме како слика. Меѓутоа, мислам дека кај нас многу повеќе станува збор за пресликување на одредени состојби или состојби кои што се повеќе мимезис отколку што се директна некоја инволвираност, односно лична рефлексија. Не сум сигурен дека можеме да се пофалиме со некаква уметничка сценографија во контекст на воопшто и на јавното милје. Меѓутоа исто така и на стручното. Мислам дека повеќе живееме под стега да надокнадиме за некое време кое што можеби не било искористено соодветно и дека единствениот начин да се стигне таму е ако ја пополниме таа празнина која што недостигала. Мислам дека нашиот пристап е повеќе од аспект на личен некој глад или афинитет за да се истакне нешто или потреба, отколку да се артикулира нешто кое што е специфично. Значи, повторно, ние самите на себе си наметнуваме одреден културолошки јас и тоа е евидентно во поделбата помеѓу нас, и се уште е таа евидентна и видлива, и поделбата помеѓу тоа кој може да партиципира и тој кој смее да партиципира во одредени кругови. Сега, бидејќи јас и како уметник, меѓутоа и како човек кој што се бави се уште со курирање на одредени проекти, јас убавото го наоѓам во работата првенствено со моите студенти, во работата со моите проекти. Меѓутоа, сметам дека за да можам јас да го процесирам сето тоа убаво, односно да го разберам на оној начин на кој што јас сметам дека би го исполнила или задоволила моето согледување, познавање, и она што го имам стекнувано и како искуство, е дека морам да го компарирам со други модели и со други вредносни системи. За жал, тука мислам дека многу тешко оди сето тоа, прво заради тоа што вие имате еден систем и вие преска кажавте дека ние имаме го гледаме убавото и грдото, па така имате и секогаш и во политичкиот вредносен систем ви имате секогаш паралела на две кои што политички партии кои што се или едната треба да биде добра или лоша, па треба во едната како јингот и јангот да го најдеме доброто наспроти лошото. Меѓутоа, сакам да го спроведам тоа на начин што веројатно размислувањето или критиката ќе дојдат од некаде преку одредени елаборирани конкретни примери или конкретна примена. И сега тука јас наидувам лично на недостаток во самите истражувачки процеси и препознавањето на
културолошките вредности. Значи, теоријата на уметност не познава толку длабоки истражувачки процеси, тие ги пресликуваат од науката, меѓутоа кај нас, за жал, примерите во однос на културолошкиот аспект на графичкиот дизајн или улогата на графичкиот дизајн е најмалку застапен. Не познавам музеј во Македонија лично кој што се бави со обработка на проблематика поврзана со графичкиот дизајн. Знам дека има некакви обиди, меѓутоа како јас ќе можам во самото општество да се позиционирам или да генерирам одредена група на луѓе кои што ќе бидат мои истомисленици ако немам простор или поле да проверам сето тоа како функционира во склоп на самиот систем и на крајот на денот ви имате друга институција тука која што утврдува параметри и критериуми што е убаво и што е добро, па на тој начин нас ни се сервира како годишна програма за култура и исто така потребата од мешање внатре во институциите на луѓе од надвор кои што веруваат дека само на тој начин они ќе придонесат повеќе. Тука ќе го спомнам примерот со МКЦ. Тежнението на тоа каде ќе го видите доброто или лошото, сваќате дека најдобро е во склопот на одредена група на луѓе со кои што делите исти размислувања, меѓутоа пошироко не. Так. Ти благодарам што сподели практични примери за да можеме да разбереме кога споредуваме убаво и грдо и каде се убавото има примена како атрибути на, да кажам, секојдневното рамниште кој што го живееме и секојдневната интеракција кој што имаме со луѓето и настаните на кои што сме изложени, сакале или не, кои што имаат потекло од политиката или од некои други општествени случувања. Оно што исто така сакам да те прашам е, постојано кога говориме за убавото, некако имаме и етичка перспектива и цениме дали нешто е воедно и добро, дали нешто е лошо. Мислам дека естетиката и етиката се неизбежно врзани и дека кога зборуваме за убавото како пандан имаме и некој морален и етички суд. Денеска, според етичките теории, можеме да кажеме дека живееме во едно време на хедонизам, некако што се разбирало во античките теории од страна на античките филозофи, особено не на стоиците, кои што велат дека хедонизмот е еден тип на искуство, меѓутоа не секогаш води потекло од сетилата. Денеска тој хедонизам се врзува со сетилно задоволство. Мислиме дека убавото треба да го вкусиме, да го пробаме преку храна, преку пијалок, да го видиме визуелно, да го слушнеме можеби музиката и така натаму некои убави звуци да ги дразнат нашите сетила. Меѓутоа не секогаш убавото било синоним за нешто што сетилно се восприема, напротив, една спекулативна, контемплативна категорија, каде што кога збориме за наумствено рамниште, за идејата на Бог, таа ги чини сите убави работи, сите добри атрибути и така натаму. Дали се согласуваш можеби со таа општо прифатена констатација? Не зборам помеѓу луѓето во популарен контекст, туку зборувам помеѓу мислителите, барем кои што јас ги читам книжевниците, книжевните критичари и критичарите на уметност, дека хедонизмот практично ја сведе уметноста баш на тоа рамниште да биде таа, да кажам, сензуалистичка. Или елитистичка. Или елитистичка. Да. Се согласувам, дури во одредени моменти го имам и искусено сето тоа и верувам дека доколку историски се погледне наназад, повторно контекстот се врзува со одредено уредување во однос на самата држава. Меѓутоа ја не сакам само да се водам од некакви параметри тука, заради тоа што мислам дека целата она лична абстиненција или желба да се исклучи одредена група или да нема простор за да припаѓа таму, мислам дека тоа не води кон подобрување на состојбата, напротив ја уназадува, заради тоа што ние не можеме да се пофалиме со одредена извозна култура, односно сегмент на извозна култура, па така во изминатите години, јас една институција која што самостојно би се представила, да, има проекти одредени, се согласувам, и во моментов се случува еден таков проект, меѓутоа тој проект повторно доаѓа со поддршка на дали на градот или некоја на повисока инстанца.
во целиот случај. Не сакам да звучам многу не песимистички, меѓутоа не колегијално. Меѓутоа мислам дека затворањето на самите себе во некој микрокосмос или во некоја микросредина, окей, не ме прифаќа некој, сега јас ќе се трнам на страна и јас мислам тоа е повторно доаѓа од желбата да се нанесе некаква штета, веројатно на моралниот контекст, заради тоа што тоа е себично пред се и тоа мислам дека не води ни уште поголема затвореност. Јас одлучив дека ќе се оддалечам малце од целата таа работа и пак ќе се вратам на пргавоста моја, која што ја кажав на почетокот на разговорот, си отворив ново поле на истражување, она што односно за време на ковидот ме натера да го истражам повеќе, односно ме вовлече некако во тој непознат вакуум, е всушност метаверсот и виртуелната реалност. Меѓутоа, од денешна перспектива ние имаме уште еден предизвик кој што се вика вештачка интелигенција. И сега морам да го напоменам ова, заради тоа што токму потребата за пронаоѓање на убавото во грдото, односно грдото во убавото е нешто што мислам дека не засега сите нас, а пред се и образовните институции, музеите, галериите. Ако претходно мислевме дека ние ќе можеме да спроведеме, односно ние како уметници треба да ја превземеме контролата над нештата, сега сваќаме дека ние само долеваме дополнително, односно го храниме дополнително тој конструкт кој што понатака може да субституира повеќе категории во општеството. Па веројатно целиот наратив ќе мораме да го сведеме на тоа дека уметноста, и да се согласиме дека уметноста правела одредени паузи секогаш и дека после одредено време, нели, самата уметност или самиот стил или правец претрпувал деконструкција за повторно да се конструира нешто ново и да произлезе. Меѓутоа проблемот е тој што ние лично и како уметници и како луѓе кои што се бават со одредени специфики не ја разбираме во целост технологијата, односно не се водиме од податокот дека технологијата е нешто од кое што ќе произлезе нешто. И тука само би направил една паралела со футуристите во 1913 година, кога, нели, со почетокот на индустриската револуција која што доаѓа во Европа, начинот на кој што тие рефлектирале е употреба на технологијата, односно на индустријата, за да се продуцираат одредени сегменти, благодарение на кои имаме денес толку многу артефакти кои што ни ги отвориле едноставно сетилата и начинот на кој што ги сваќаме и ги прифаќаме. Иако социјалните мрежи од друга страна ни наметнуваат повторно одредени аспекти во однос на дел од нашите сетила кои што ги употребуваме, меѓутоа целосно вклучување на сетилата не е, за жал, не е возможно во уметноста, тоа е повеќе возможно во секојдневието. Најмногу веројатно кога користиме Инстаграм за да се пофалиме што ќе јадеме и тогаш ако го споредиме тој сооднос на она што ние самите го правиме и сега она што ни се случува како вештачка интелигенција, доаѓаме до заклучок дека човекот практички од самиот почеток го наметнал сето тоа. Ова следи не неочекувано, меѓутоа ковидот нели ни наметна една прагма. Сега се она што се случува е практички она што е најавувано или она што ние сме го поттикнале или што сме го потцртале всушност. Така, јас ќе забележам и од твојот одговор, меѓутоа и мојот личен впечаток што го носаме дека кога зборуваме за вештачката интелигенција, па и во сферата на уметноста, па и во сферата на културата, некако го доживуваме како опасност напливот на вештачката интелигенција, го доживуваме со известна доза на страв. Тоа е се последица, ми се чини, од таа хуманистичка парадигма која што и денеска е присутна, да не забораваме дека хуманистичка
феминистичка парадигма е и антропоцентрична парадигма, така што тука сум и јас исто на дилема дали треба да бидеме уплашени од напливот на вештачката интелигенција или да го гледаме како едно поле каде што имаме излез и да кажам нови перспективи и нови светови на можности каде што човештвото може да направи трансмисија и можеби да се развива, да ги види своите аномалии од малку поинаква перспектива, од малку поинаква позиција и тогаш од едно потранзаутно рамниште да работи можеби на себе може подобрување. дигресија една мала. Повеќе на дополнување. Ние сега сме во просторијата каде што се работи мртва природа, каде што се црта, односно ова ателјето за цртање и сликање, како што кажав на почетокот. Сега вие имате студент кој што се запишува во прва година, кој што користејќи вештачката интелигенција успел да добие резултат најдобар портрет, така? За он да може да ги научи основите во однос на формулирање, прво на конструкција, па композиција, па да ги развие своите сетила дополнително, при тоа користејќи молив, нели, не мора да куца веќе зборови и хаштази, он треба да почне да се поврзува емотивно со она што го работи. Ако младите генерации, односно новите генерации, доаѓаат со инстант решенија, инстант резултати, и самите тие нивната перцепција дека Nescafe 3 е најдобриот резултат на кое што нели индустријата го смислила, заради тоа што само доливате топла вода, ќе измешате и ви имате кафе. Или па ако успеете да нацртате нешто, не сваќате при тоа дека тоа не е ваш продукт, вие имате интервенирано малце, тогаш како општеството ќе успее да ги совлада тие бариери, почнувајќи од основно или во средно училиште, и да им наметне, да речеме, пристап кој што треба да го совладаат од аспект на историја или на географија на основа на лекција. Така, јас можам да кажам само дека ние сме преплавени со концепти и тоа е таа опасност да живеете во високо цивилизирани заедници, односно високо цивилизирани општества, доколку живееме повеќе исклучени од концепти, од влијанија преку образованието, преку културата, преку уметноста, се плашам дека човекот и антрополошкото рамниште што може да го стигне ќе биде на ниво на детето Моглија, Малајка, Мала и така натаму, низ антрополошки примери кои што може да се сретнат, така што тоа цивилизацијско влијание колку е позитивно, толку и негативно во смисла колку ја контаминира оригиналноста на човекот и можноста за иновативни и нови производи, тоа е друго прашање, але јас мислам дека остана многу неодговорени прашања. За жал имаме редуцирано време во кое што можеме да разговараме. Јас со тебе би можела цел серијал да снимам на емисијата Мои збори, веќе да не викам соговорници, доволно ми е со тебе само да разговарам на различни теми. Меѓутоа еве тука во интерес на времето и за да можеме нели да го задржиме целосното внимание на нашите гледачи, од прагматични поточно причини ќе го прекинеме разговорот и јас ќе ти се заблагодарам за твоето денешно гостување и еве да најавиме на нашите гледачи дека повторно ќе се дружиме со тебе во првата идна прилика. Благодарам многу. Навистина е задоволство да се дискутира на теми кои што реално во јавниот дискурс првично не достигаат и она што јас го посакувам е да истрајате и понатака, заради тоа што за жал во Македонија се помалку има емисии кои што обработуваат ваква проблематика, а посебно проблематика на култура. Благодарам уште еднаш. Во денешниот разговор со професор доктор Лаза Трипков заклучивме дека уметноста не е заштитено подрачје од различни вредности и флуидности кои што денеска се почесто присутни, од воспитните модели кои што се подложни на постојана промена, образованието и состојбата во општеството земено генерално. Исто така, убавото и грдото се поприсутни во уметноста, а естетичкиот вкус кој што го темелиме повторно на образованието, на искуството и на нешто што се гради развојно со тек на времето, исто така е нестабилен, односно не ни дава целосен увид во тоа како да го разликуваме убавото од грдото и секако естетичкиот вкус денеска е доведен под голема субјективизација и под голема релативизација. Ја следевте емисијата Мој збор и разговорот со професор доктор Лаза Трипков.
а јас ви закажувам повторна средба веќе следната сабота.